Тешка лозарска година ги очекува лозарите. Последиците од претходната година, кога голем дел од лозијата фатија болест, лошо ќе влијат врз годинашната реколта. Лозарите стравуваат дека од лозијата што лани има пепелница, годинава ќе дадат помалку род. Дополнително дождовите кои наврнаа изминатиот период ќе го отежнат закројувањето. Лозето го искројаваме и сега го врзуваме поред. И така треба да работиме сега. Зошто е тоа потребно? Па мора да се брзе, така треба да се работи. Да се искрое и да се врзе поред. Па после ќе копаме и ќе ораме така поред. Годинава, што очекувате? Добри приноси, како беше? Лошо беше, таа година много лошо беше. Много лошо, ај таа е болно веќе. Нема да има пиркет. Причините за тоа? Причина беше една болест таа. Беше лоша година и болест ништо, нема род ништо, нула беше производство. Земјоделските стручњаци со апел до лозарите да внимаваат во превентивната заштита во фазата на мирување над лозовите насади. Токму непревземањето соодветни превентивни мерки може да влијат негативно врз понатамошниот правилен развој на лозовите насади и појавата на болести и штетници. Наши препораки се, значи пред се, после извршената резидба, каде што сега е во тек и во еке над земјоделските производители, имаме веќе кај некои земјоделски производители таа е веќе завршена и во фаза на врзување на длаковите. Некои се уште не се отпочнале, меѓутоа време е да веќе значи да земјоделските производители оваа активност ја спроведат на терен. Од битен карактер е значи после резидбата, врзувањето на лозата и чистењето на површината да преминат веднаш кон заштита на истата. Тоа значи во фаза на мирување се додека не кренала вегетацијата, да се изврши едно третирање, превентивно третирање со препарати, например на база на бакар, кои што и те како влијаат понатаму, значи во развојот на болестите и штетниците кои ќе се појават во текот на наредните фази на развој. Поради обилните врнежи, родот во споредба со 2013 година беше преполовен. Непогодени беа лозовите насади со црните сорти грозје, особено вранецот и трпезните грозја, но оштетување имаше и кај смедеревката и другите сорти.